Добре дојдовте во новото издание на Скопје але але. Знаете како, животот е краток, ама Скопје е вечно. Тоа е онаа девиза или парола која што ќе ве соопштуваме понатаму во секој издание на овие скопски приказни. И така е, нели, животот е краток и ние ќе отидеме, ќе заминеме, но Скопје ќе остане да раскажува. Овој пат за Скопје и за своите скопски приказни ќе ни раскажува Таско. Вели и во Скопје се случува и тоа, Таско, и реално е, така. Да ти кажам, само извини што те прекинувам, ми се наежи косата кога кажа ово интро за Скопје, така да. Те наежи кратока, а Скопје е вечно. Да, и ќе останат приказни за Скопје што ќе може да се раскажува. Секогаш. Ти благодарам за можноста да ни раскажа своите скопски приказни или барем дел од нив во овие 27 минути. Мојабетот ми е, сакав да кажам, не си наспан, со сопругата се менјавте, ама и тоа е Скопје, и тоа е живот, така? И тоа се оние спомени кои што Скопје ќе ги чува како тајни за нас. Да, освен што не си наспан, благодарам што сепак дојде, да, се надевам дека малиот ќе биде што побрзо здрав, ама тоа е имунитет, зима и така натаму. Да. Зошто го сакаш Скопје? Е првото прашање. Најтешко. Немам никогаш и секогаш кога ќе ме прашале тоа прашање сум имал некоја конкретна дефиниција зашто го сакам. Има една песна од Тони Зен, Скопје мој град, а јас сум негов, и тоа е, не знам, една најпроста реченица што може да ја кажам за Скопје, затоа што не знам, се ме врзува за него како град. Дали е тоа семејство, дали се тоа млад денови кога сум бил помлад, да речеме, тинеџерски денови, сите оние, не знам, прва љубов и се останато ме врзува за овој град. И каде и да одам, пак секогаш си викам дома си е дома, и Скопје. Си размислувал никогаш да си заминеш? Многу пати. И? Многу пати. И сум сватил дека секаде ќе бидам странец, прво и основно, второ, никаде нема да го имам она што го имам во Скопје, како пријатели, дружба, што се вика да ми се расипе колата у Ѓорче, може да дојде некој од Карпош или баш од Ѓорче или од Калиџа тука, да сегде имам човек што се вика во секоја населба во Скопје, имам по некој пријател и другар, а во странство или било кај да отидам, и пак тоа не е таа топлина, не е дома. Си се обидел, си видел, си отишол да зирнеш, да видиш како изгледа? Како не, тоа по најголемите метрополи, не знам, како Берлин, како Виена, како Љубљана сум бил, и се е окей, се е супер, значи не зборам во поглед на живот, меѓутоа не е моје, не го сакам како Скопје и затоа се враќам тука. Да. Освен што е тука семејството, пријателите, сета таа топлина, има ли некои работи во Скопје што на прва те паѓа, да речеме, кога ќе ти кажа некој Скопје го сакам и заради, не знам, градски парк? Па не знам, јас го сакам Скопје кога го спомна, да, кога го спомна градски парк, мене градски парк ми е еден голем дел од моите тинеџерски денови, бидејќи, да речам, во градски парк се случува многу збиднувања поради тоа што нели ние како рапери во тој временски период и се собиравме во парк, седевме во парк, дружбите ноќе, меѓутоа тренирав и некоја дисциплина како тип на урбана гимнастика, како паркор се вика, и тоа е некоја француска дисциплина која што ја тренирав од некои 8-9 години. Добра. И кај беше тамо негде во градски парк одевте или како? Па да, поради тоа што има трева и да не паднеш на бетонна трева ти е помека. Па да. Така се вика. Како не, паркор се вика, меѓутоа некој тип на урбана гимнастика, значи буквално прескокнуваш некој објект и правиш салта, такви работи правевме. И градскиот парк ни беше едно од омилените собиралишта, и тоа што нели се парињата се тука, па има трева, има не знам фонтаната е тука, и си таму најчесто знаевме да тренираме и таму се дружевме многу често, значи градски парк ми е мене еден символ на Скопје, поради тоа што е многу диверзен, има многу различни луѓе, различни култури и субкултури, нели скејтерите се тука, бајкерите се тука, кај Гоце споменикот, рокерите се тука. Да, подоле кај езерцето, кај школка се таму, нели рокери, панкери, рапери, сите, така да. Од другата страна па си дискотеките, нели тука е баш све. И Луна паркот ми е едно од убавите сеќавања, тие пирошки од тој Луна парк и... Стварно на пирушките се сити, ја ќе речам на панорамата ќе се сити. Не, пирушките ми беа мене онако. Добро, како дете нели си играш, се меѓутоа нешто што конкретно ме врзува за тој Луна парк сентиментално е баш пирошките, кои ќе ти ги купат и ти влагаш и тука си во твој свет. Би сакала, Таско, да ни го прочиташ ова, заради тоа што ова се некои факти, веројатно што можеби и ти не си ги прочитал, или па ги знаеш. За живиот свет на градскиот парк. Да. Живиот свет на градскиот парк. Градскиот парк, познат под името Ислахански парк, ова не сум го знаел, го изградил скопскиот валија Хавис Мехмет Паша кон крајот од 19 век.
Тој ги изградил изградите на Идадија, Ислахана, телеграфската станица и Вилецкиот конак, а ги регулирал и теченијата на реките Вардар и Серава. Ислахана било за нечиско уметничко училиште за сираците. Парите за школувањето ги добивало од Вилецката печатница, од приходите на Катлановска бања, но и од едно казино, подосна ресторан кебабджилница Кермес. Гледаш, не знам. Не сумнав, не. Реонот на градскиот парк се карактеризира со посебно ретки и квалитетни насади. Вегетацијскиот состав е изграден главно од видовите што му припаѓаат на јужното европско медитеранско подречје, но се среќаваат и видови од речиси сите страни на светот. Животинскиот свет е составен дел од фауната на Скопската котлина, односно животните што денес се среќаваат во паркот го населувале ова подречје и пред неговото формирање. Така во градскиот парк се среќава и джиновска секвоја, за која се вели дека е најголемиот жив организам на планетата. Може да достигне 90 метри во височина и 11 метри во диаметар. Паркот го посетуваат 90 вида птици, од кои некои се гнездат во него, а некои го користат како попатна станица при нивната миграција. Од цицачите може да се видат верверици и ежиња. Во езерцата и каналите во паркот живеат неколку вида жаби, а може да се забележи и змијата белушка која се храни со нив. Гледаш? Јако. Гледаш дека научивме многу работи. За овие работи мислам за птици и за тие работи од прилика знам поради тоа што нели ги гледаш. Ги гледал, така е. Меѓутоа ова историјата за ова секвоја не си чул за дрвово дека го има, така тоа што може до 90 метри да биде високо. За секвојата и за историјата немам слушнато. Ете, супер, научивме нешто. И нашите гледачи и ние заедно во студиото. Супер. И сега, од градски парк се стиглиме на тоа каде си роден, каде израсна. Јас сум роден во Чаир, Дижонска. Добро. А позната? Да, Дижонска сум роден и имам живеено таму до мојата 7 година, после тоа се селам во Горно Лисиче, во Лисиче живеам. Од една страна на градот, на друга страна се селам. Во второ оделение технички. Меѓутоа, Чаир го памтам, што знам, го памтам како едно многу убаво место. Со, да речам, затоа што, нели, од секогаш Чаир бил некако, као, не знам сега, многу луѓе го зборат и како опасно место, не знам никако, некаква репутација дека ужива. Јас Чаир не сум го гледал така, дури ми било, како да ти објаснам, секој со секој се знаел и секој со секој се дружел, без разлика на вера и на нација, сите сме биле пријатели и секогаш сме биле пријатели. Буквално памтам како дете бадник кога ќе се славело и кога ќе се палело оној бадников оган, доаѓале сите што живеат во тоа мало тука. И нели се става трпеза тука, се јаде, сите јадат. Додека од друга страна, нели кога ќе дојдат оние рамазански бајрамски празници, доаѓаат на гостини, идеме сме иделе на гости кај нив, кај сите соседи. Така да мислам дека еден сегмент од моето детство што го имам поминато во Чаир ми е, така да речам, едно убаво сеќавање за тоа како треба да функционира едно општество и еден град, да речем. Да, а Долно Лисиче? Горно. Горно, пардон, добро. Горно Лисиче кога се пресели веќе беше тоа. Што значи Горно Лисиче? Са алоцираме. Тоа е од Лисиче, потоа првото е Горно Лисиче. Лисиче значи се дели на 3 дела, има населба Лисиче, нели има Ново Лисиче. Добро. Населба Лисиче, Ново Лисиче се зградите, населба Лисиче е првиот дел, потоа иде Горно и надоле е Долно према Брачево. Разбирам, добро, готово, јасно ми е. Во населба, мислам јас живеам во Горно Лисиче. Градевте куќа тама или купивте куќа? Да, не, градев. Градевме, татко ми купи плац. Прво време купи плац, па направи 2 соби што се вика дневна и уште една соба, па со тек на време нели се градеше куќата полека, таму живеам до ден денес. Нели куќата сега си има како 2 посебни влеза си има куќата, јас живеам за вас и за твоите. Да, моите живеат во другиот дел. Иако пробав да живеам, например, во стан, некако не се... Знаеш, и во Чаир сум живеел во куќа, и во стан сум живеел во куќа, односно и во Лисиче сум живеел во куќа, да. И во стан некако пробав да живеам, не можам да се... Не можам. Едноставно, самиот момент дека немам двор кај да искочам, мене ме те нервира. Да. И во Лисиче, тоа што викам, градевме куќа, мислам татко ми и мајка ми градеа куќа постепено, нели како што идеше времето. Таму се сретнав со, да речам, една нова околина, едни нови луѓе, нови деца каде што требаше на пример нели
да се покажеш и докажеш кој си, затоа што некако не ме прифаќа на самиот Не те старт. прифаќа? Воопшто. Добро. Буквално дошол од страна ме, разбираш, они си се знаат, тука се живеат локални, се мене не ме познава никој. Се најде некои другари на почеток или како одеш? Во старт, да, во старт најдов 2-3 другари што се И ден вика. денес си со нив или? Имаме контакт, меѓутоа не сум толку близок, нели? После тоа, како си ка животот не тера на различни страни, кој средно, кој фаќа странство, меѓутоа кога ќе се видиме денеска, нели, евоцираме спомени баш од тоа време. Така. Си играше на улица, си играше кај си играше? Да, тоа Фудбал, беше се, малку. тоа, што се правеше, што Фудбал игра? се играше џамија, имаше едно играње, ја џамија, видовме. добро. Со топче малаш, знам. камчиња, па ги редиш, ги предаваш. Бегаш, мурка си играше многу, долга магарица си играше доста. А фатеа ли девојчињата џами. ластик Да. во ваше време? Да. Они си играа на страна ластик, ние Ластик. не игравме ластик. Не игравме ластик. Они си играа на една страна, игра серво игравме исто. Ај играли сум серва, доста. така е. Баш сега кога ќе ми спомнеш тоа ми се некој нешто Убави што спомени. фали моментално, да, не гледам, ние дури цртавме, купувавме специјално боја Добро. и цртавме полиња за сервис да имаме на самата улица и тука се играше серва и тоа буквално По цел ден. да, дури не се смрачи. Баскет имам играно доста во школски двор кај нас, пошто тука ми е блиску додека што живеам школски двор, имам игралиште за кошарка и за фудбал, додека не дојдат постарите батковци да играат фудбал и да не избркаат, пошто кошевите беа на истото игралиште. Меѓутоа кошарка игравме доста и значи буквално тоа е тоа што ме не знам како тој детски свет и тоа детство ме потсеќа баш на игри без граници, можам да кажам. Така. Никогаш те фрустрирало тоа кога ќе одиш во средно или не знам потоа некада и кога ќе те прашаат од кај си, кога ќе треба да кажеш од Горно Лисича. Знаеш, знаат да не, бидат не ме скопјани фрустрирало. некогаш Да. и безобразни во Да, однос да. ти си од таму. Не далеку ме фрустрирало некада. знаејќи дека не знам не ми сметало во ниедна смисла поради тоа што јас сум знаел кој сум јас и сум знаел. Значи јас буквално сум живеел во Горно Лисиче, меѓутоа од кога да речем на тие тинеџерски години кога тргнав веќе во средно, во средно, да, па тоа се тие, да речеме, раперски води, каде што, например, во средно запознав пријатели од различни населби на градот, јас веќе не ни бев во Лисиче. Во Лисиче што се вика само преспивав. Да. Значи, кисела вода, овдека тука сега студио кај ше. Да, во близина имаше едно игралиште порано, сега најверојатно е срушено, имаше игралиште, тука седевме интересно, Вембли го викавме. Искачав исто на фонтана у градски парк, тоа стандардна сепариња, во стариот дел на градски парк исто се искачаше. Ново Лисиче на Дупка сме искачале, до ден денеска постои таа позната Дупка. На Бумбари сме седеле, такви исто има едно место во Ново Лисиче. Да. Во Ново Лисиче, како игралиште е едно за деца со бумбарчиња. Не, тоа е Дупка. Тоа е Дупка. Бумбари е малце подале, таму сме седеле. На Пајажина исто сме седеле. Пајажина, да. Живеев во тоа мало едно време. Да. На Пајажина сме седеле, таму сме виселе доста време и така. Кажи ми, кој те внеса во светот на музиката и во светот на рапувањето? Јас имам вујко која што е со средно музичко и вујко ми е генерација со, мислам дека е со Тамара Тодевска генерација, во истата генерација, значи од таа генерација на музичари од Лујко што се искочени. Меѓутоа он свиреше класична музика, ама мене ми пушташе рап и хип-хоп музика. Он слушаше тоа. За своја душа. Да, и буквално времето кога се режеа цедиња. Вујко ми е иначе од Ѓорче. Добро. Па ти си можел да отидеш од Горно Лисиче до Ѓорче, имаш пат. Добро. До Ѓорче и ми режеше цедиња, баш буквално немаше тогаш на пристап до интернет, он имаше компјутер, па ќе ми изреже CD, па јас ќе слушам песни, така функциониравме. Се додека не тргнав средно прва, втора година и тука запознав некои луѓе, Тракер го запознав тука. Тракер ми даде она како шанса во студио, си имаме запознаено, баш во градски парк се запознавме. Мислам дека беше Бела ноќ и имаше некој, пошто Бела ноќ беше нели синоним за она за Скопје и за тоа дека вечерта цела вечер се слави нешто и се прави. Никогаш што се искачаше во Скопје до Сабај. Да. И во градски парк се организираше константно секоја година по манифестација или концерт, нешто слично и тука се собираа сите луѓе. Тука си имам запознаено со Тракер, буквално правевме фристайл, рапувавме од врвот на главата што ќе ни дојде, се упознавме, ме побари и ме внесе во тој свет на снимање, така да
мислам дека ете тоа прва, втора година средно негде веќе почнав активно да снимам песни. Така е. Имаше период кога ни ти се допаѓаше она што го правиш, па сега од оваа дистанца кажеш леле, тоа е некаде за. Па сега кога ќе слушнам тоа што сум пеел Добро. и тоа што сум пишал, некако ми е малце чудно да не речам. Ајде, што беше првиот стих? Што беше првото нешто што го израпува? Во песна се сеќаваш? Имаше една песна, дали си среќна, постои уште на YouTube, имав пишувано за една девојка која што тогаш како страшно многу ме повреди и бев повреден од нејзи. Добро. Што ти ја знам, детска некоја тинеџерска љубов, ја снимив, ја ставив на YouTube и тракер ми остави рефрен тогаш, имаше некои други песни кои што веќе не постојат на YouTube, меѓутоа памтам дека имавме дружба само поради поривот за креирање и се дружевме само поради тоа. Секоја дружба ни беше зачната дали ќе биде тоа фристайл на клупа што ќе седиме и ќе рапуваме, дали ќе седнеме во студио и ќе пишуваме текст. Секоја дружба мораше да состои дел од таа хип-хоп култура, да речем. Така. И многу денес како гледам дека тоа многу фали, го нема. Значи Скопје некако како да изумира во тој поглед и Искреност, што е? Не, таа хемија, тие што изумира? појаки малски дружби, тие малски појаки, да речам, собирања на луѓе и овакво. Како да го кажам, сега не знам како да го кажам. Многу е посветено све на исхачање, нели, дали е во дискотека, дали е во кафич, иако е тоа стварно дел од Скопје и стварно се поминува низ тоа. Меѓутоа некако мислам дека и според мене кој што гледам, тие малски дружби порано беа многу почести и поголеми. Сега некако како да е смалено тоа, а е многу убав дел од создавањето и растењето на еден човек во Скопје. Во Скопје, да. Клучен дел. Кажи ми, оваа за која што и посвети песна, беше тетовирана? Не. Не беше? Не. Тетовирањето како нешто што го сакаше и како дел од Скопје, и како дел од твојот живот сега и дел на твојот сопатник, нели, кој што го избра, меѓу другото и заради тоа предпоставувам, нели, кога сакаш нешто сакаш. Така, колку пак таа приказна е нешто ново за Скопје? Еве, колку ти се допаѓа тоа што Скопје се рамни со светот, нели? Тој поглед на, да речеме, тату мајстори. Скопје некое време били многу понапред од светот, ако ме прашаш мене со некои гледања, со некои ставови, меѓутоа немаме време сега да го дебатираме тоа толку, така да се вратиме на нашата тема. На тату. Да, тетовирањето како култура некоја мислам дека е многу добро што веќе се прифаќа толку многу и веќе неколку генерации назад се тетовирани. Замисли ти сега веќе повеќе што се вика не постои генерација, јас имам деца, или мојата генерација веќе стануваат татковци родители, генерации неколку пред мене стануваат татковци родители, работа, веќе и они се тетовирани. Веќе тетоважите не се она табу тема некоја која што као ово е дали е криминалец или нешто прави па сега е тетовиран, разбираш? Ако е тетовиран, нешто не чини. Да, нешто не чини, баш буквално. Е начин на изразување некој каде што, например, јас се тетовирам поради тоа што сакам да се изразам на некој начин, например, во музиката не можам да си го дозволам тоа, не можам да го дозволам на ред други работи и ова е некој начин каде што јас се изразувам. Истото мислам дека го мисли и жена. Не го мислам, туку знам поради тоа што имаме. Ти се влюби прво во тетоважите или прво во неа, или не знаеш во што прво се влюби? Па не, првата работа што ми привлече внимание беше тетоважите. Да, она е скроз различно нешто од она што е една девојка, да речеме. Да, има постоја девојки кои што се тетовирани, меѓутоа она беше ме разбираш од глава до педи тетовирани. Тоа ме плени мене прво. Чекај малку, знаеш ли што ми тикна веднаш? Прашање контра. Живеете до твојата, така тука ти првата тетоважа кога сакаш да направиш, на колку години го направи тоа, дали праша дома? На 16. Добро, праша дома. Морав да прашам, ми требаше дозвола од родител прво да потпише татко. Па и сега треба дозвола. Да. И? Што да ми рече, татко ми има една тетоважа, мајка ми не е тетовирана, татко ми има некоја тетоважа у војска што ја направил, па ја покри после тоа. И ме гледа дека сакам да се цртам уште како дете, значи тие луѓе кои што биле тетовирани, јас и гледав и емисии за тоа, ме интересираше тоа како функционира и зашто и ме гледа. Јас буквално се цртав и оние хуба-буба мастики што беа чунгалунга, да, хуба-буба ја. Чунгалунга се лепев со тие, се цртав самиот по себе. И најверојатно сватија, мислам, не беше тоа нешто како проблем многу голем, меѓутоа и првата тетоважа ми беше посветена на семејството, односно на моето семејство и фамилија, на татко и мајка ми, брат ми.
и ми беше на грб и кога му кажав на татко ми, дури му се допадна идејата и беше како, ама ќе те боли, вака, така, проба да ме разубеди. Му реков како, знаеш, сакам да се истетуирам, Да. окей, чим сакаш да се истетуираш, колку пари ќе кошта тој и како да го направиме. Вака, еве ти му дав јас како документ еден го подпиша тука, дека согласност дав, отидов, кај тату мајсторот ја направивме татуажата се истетуира. А кога ја донесе невистата дома да ја запознаат? Цела истетовирана? Па мајка ми беше малку шок. Добро. Да, татко ми е како ти обяснам? Како мене. Да, татко ми е стар чирчанец. Аха. И он знае Татко ми дека нема гајле, он има Да. видено све. Значи, у Скопје има работено и на многу места, тука ни Скопје, што во кафичи, што во А што е по ресторани. професија? Татко ми е Госпитал. столар. А, Не, столар. Да, ама во А, тие ми млади спомена, денови, така, млади денови, во тие млади денови татко ми има работено, нели, ми го има зборено некое како си кај дали кај Вулкан што е сега, Добра? Тропикана. Тропикана, добро. Таму има работено татко ми во Добро. Тропикана. Во создавањето на објектот? Не во Што? создавањето на објектот, како шанкер мислам. А, дека како има шанкер во работено, тоа да. време, Да, пред да стане да. стол. Во шанки, Добро. како шанкер или како келнер, не знам, така. Добро. И баш буквално кога вида татко ми беше како лабав, немаше гајле, меѓутоа мајка ми беше малку запрепастена од тоа, меѓутоа ете се навикна и сега дури ги прашувам сега, викам некогаш така ќе седиме и викам тетоважи, викам искрено ти кажам не ги ни приметувам, како навикната сум на тетоважи. Чудно ми се сега вика луѓе што не се толку тетовирани. Така е, да. Све е перцепција. Така е, да. Кога сега со семејство треба да се шета низ Скопје, каде одиш? Треба да се шета, сакаш да шеташ, Да. ми беше мојот. Водно, Добро. водно ми е избор. Сончев град исто одам. Сончев град позади таму исто убаво место, кога сакам и да избегнам од гужва. Градски парк тоа стандард. Да. Градски парк. Ново Лисиче аеродром шетам тука локално кога ќе ми дојде, има многу паркови сега до душа и убаво направени паркови има многу. Така да вака како родител имам кај да го прошетам детето. Имам кај нели има игралишта за играње и све и љуѓашки и може да се шетаме сегде, меѓутоа најчесто бирам да биде така нешто локал тука бргу кај што нема да изгубам многу време во возење и во гужвите низ Скопје. А ќе можам да прошетам, меѓутоа ете градски парк и водно ми се go to дестинации за Те нервираат гужвите во Скопје? Страшно многу. Ако Имаш нешто некое највеќе ме решение? нервира, ако нешто Си смислил некогаш во глава, си мислел чекајки 40 минути на некое место заглавен? Мислам дека например имаше една идеја за тоа, не знам колку ќе може да се реализира поради тие подземни води на Скопје, ама тоа метро да се направи. Метро да се направи во меѓу просторот на булеварите. Да, или такво трамвајско или подземно. Сега не знам како им е планот на нив. Или подземно или такво баш трамвај систем како што има во Белград. Мислам дека тоа ќе реши многу работи, меѓутоа пак Скопје не е наменет за да живеат толку луѓе во него. Живее скоро 1 милион. Да, јас не сум против тие луѓе што доаѓаат во Скопје. Проблемот е во тоа што се е во Скопје и тие луѓе немаат друг начин освен тоа да дојдат тука да работат и да просперираат и да учат и да студираат во Скопје. Кога на пример и на другите градови би се посветило толку внимание, би се растеретило овој град и секој би можел да живее. На пример, не знам, ете во Штип има факултет, нели? На пример да се направи факултет на не знам во други градови или работни места да се отворат во другите градови. Повеќе работни места, јас мислам дека тоа е проблемот. Да, мислам дека ќе дојдат и ќе студираат, а потоа ако имаат работа во својот роден град, никој не би дошол. Никој не би сакал да го напушти. Да, исто како јас што не сакам од Скопје да сидам, така сигурно некој не ќе да сиде од таму. Да. И мислам дека тоа е најголемиот проблем затоа што Скопје не е наменет за да живеат толку луѓе во него, а константно и ако што гледаме се гради и уште повеќе се носат овакво луѓе да живеат во него, така да не знам до кога ќе тераме, вака ама окей. Немам конкретно решение, да речам, најверојатно тоа што го кажав, нели, да се урбанизираат и други градови, да се направат така и можеби би можело да се растерети све. Имаш повеќе места каде што те викаат во Скопје или надвор од Скопје низ Македонија? Надвор. Зошто не во Скопје? Па најверојатно дека имаат навикнато во Скопје луѓе. Не знам. Да. Имаше период кога веројатно Скопје беше центарот каде што Да, првите настапи мене ми се во Скопје, првиот настап на мој, не знам, 16 години, 15 ми е во Хавана, во летна Хавана ми е. Се сеќаваш? Да, дали си срекна пееш, а што пееш? Што рапуваш? Не ја пеев таа, имав уште 2-3 песни со Каспер,
Каспер Добро. се вика другар еден што ми беше, Добро. он од Рачево беше, меѓутоа беше константно во Ново Лисиџе. Добро. Со него имав 2-3 песни, тоа беа собиранки на повеќе рапери, така млади што бевме и буквално 100-150 души ќе ти дојдат на настап, од кои на пример сме се собрале 10 души рапери, од 10 души рапери сите имаме по 5 души што сме ги викнали, тоа се луѓето. Кој даеш гратис, ние не правиме пари, туку си правиме дека настапуваме филми. И меѓутоа тоа е еден дел од создавањето на спомени на кариера на некој начин да бидам тоа што сум денес, ете например. Така. Тоа настапував, мислам, таа песна дека неам настапувано. Аха. Настапував, имав една песна, Посилен се викаше, не знам, ливше некои 2-3 песни, искрено не ми текна. Да. Ако Магла ми е. сега те прашам, кој би бил стихот освен овој на Тони Зен, Скопје е мој град и јас сум негов, Таско, велате еве треба да се создаде некаква химна или некаква песна да се рапува за Скопје, што би рекол друга? Ти текнува нешто што би израпувал сега? Како беше тоа од врв на... Од врв на глава, не знам сега што Од би врв израпал на за глава. Скопје. Ај, од врв на глава. За крај? Како чека да ми текне Ајде. само од сега у фазон, може да биде овој град има пулс, овој град има такт, може да се фати да им за ова што го зборам се има факт, што падне мрак, се знае каде идеш у градски парк и не знам натаму. Не знам натаму. Не сум спиени би работи мозокот. Таско, фала ти. Фала ви на поканава. Мило ми беше што присуствувам во една ваква емисија конкретно за Скопје, заради тоа што многу приказни не се раскажани, а сигурно ќе има подобри приказни од моја. Така е, ама и твојата беше супер, фала ти Фала. еднаш.